s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable. Où allez-vous? Les pas des amants désunis. Не, прашав каде одат француската телевизија кај одат. Бонжур, мадам. Добар ден на сите. Ова е еден од протестите што ги најавивме што ќе се одржуваат секоја сабота и се додека не се исполнат протестните барања. Денеска овој протест ќе го покриват, ќе го снимаат од една француска телевизија Арте ТВ. Еве тука да ги поздравиме. Тие беа и вчера на дебатата, направија подолг материјал што ќе го спремат во една емисија која што рекоа дека ќе оди во недела во 15 до 8, значи во 19 часот и 45 минути на нивната веб страна, емисија Арте журнал. Значи ќе биде за ова. Сега би сакала уште еднаш да се уверат после вчерашната дебата, после сабелишниот разговор со нас, додека се подготвувавме за протестите, кога не прашуваа добро во што е проблемот, еве слушаме дека треба само некоја промена, значи еве ќе остане името, меѓутоа нешто треба да се додаде, зошто е тоа толку проблематично. И па сега да им покажеме, да објасниме, еве сите што сме овде денес присутни, дека тоа е голем проблем за нас, дека никој тоа излега не го разбира, се уште не го сваќа во меѓународната заедница, односно во другите земји, и најверојатно поради тоа што го нема тој проблем, значи не се соочиле непосредно за да го почувствуваат како што ние го чувствуваме. Значи од овој ден треба да произлезе и тоа, тој одговор со знание и за нив, како да го пренесат тоа наше мислење, зошто е за нас многу неприфатливо воопшто било каква промена на нашето име Македонија. Еве сега од ова говорница би сакала со таа порака да ја упатиме да ја пренесат и во Франција и секаде каде што ја гледаат нивната телевизија, да може луѓето да разберат со што ние овде се соочуваме, што никој во една нормална, суверена држава во светот не се соочува. И затоа е можеби интересна таа емисија што ќе ја прават, бидејќи стварно ова е еден своевиден феномен овдека што ние го искусуваме за жал на најтежок начин. За денеска има желба повеќе говорници да говорат. Јас не знам дали е тука една госпоѓа, таа ми се обрати, била внука на Татарчев. Ресенчанка е жената, правнука, мислам, не, по мајка внука дека била. Меѓутоа, ако е тука, нека приде или некој во нејзино име, да знаеме, да планираме дали ќе има едно обраќање за тоа. Доколку некој од присутните исто сака, значи на ова актуелна тема сега еве бидејќи е најгорливо прашањето околу името, слободно нека пристапи, ќе има збор од оваа говорница. Исто така и други, нека